Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Противпожарните единици од Охрид и Струга добија опрема од Дирекцијата за заштита и спасување. 3 авиони за гаснење пожари ќе бидат спремни на располагање за интервенција ова лето, тврди директорот на Дирекцијата за заштита и спасување. Успешен старт на туристичката сезона на Охридската ривиера. Започна со работа реконструираниот градски базен Атина Бојаджи. Дополнителни антикризни мерки по ребалансот на буџетот, најави министерот за економија Бектеши. Ги погледнавме кратките најави, со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно сончево со локална облачност и топло. Максималната дневна температура 32 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон вторник ведро и топло. Утре над скандинавскиот полуостров и локално над Алпите и југоисточна и крајна источна Европа времето умерено облачно и нестабилно со локални врнежи од дожд. Во останатите делови од стариот континент сончево со локална облачност и топло време. На Балканскиот полуостров во вторник претежно сончево со локална облачност и топло време. Попладни услови за локални врнежи од дожд и појава на невреме. Максималните дневни температури од 25 до 37 степени Целзиусови. Во Македонија во вторник сончево и топло време со слаб североистичен и северозападен ветар, во југоисточните делови слаб југоисточен. Минималните 14 до 22, максималните дневни температури во Македонија утре од 29 до 37 степени Целзиусови. УВ индексот со висока вредност 8. Во Охрид во вторник сончево и топло. Минималната 18, дневната 31 степен Целзиусов, а УВ индексот со вредност 8. Во среда претежно сончево време со локална облачност и топло. Попладни услови за слаб дожд. Минималната 18, дневната 28. Во четврток сончево и топло време со максимални 29 степени, а во петок во Охрид умерено облачно и нестабилно време. Врнежи од дожд, грмотевици, проследени со ветер и со значителен пад на температурите од речиси 10 степени Целзиусови. Локално се очекуваат и до 15 литри дожд. Минималната 15, максималната дневна 20 степени Целзиусови. Супер акција во Миса Маркети. Зотис овошен десерт 400 грама 42 денари. Зотис пудинг 115 грама 17 денари. Монте пудинг 100 грама 31 денар. Сман 900 грама 122 денари. Диамант маргарин 250 грама 29 денари. Гофра вафли 170 грама 49 денари. Чудо вафли со кикирики 210 грама 59 денари. Матиевич чајна 69 денари. Микс слайс 79 денари. Микс кулени будимска 89 денари. Ленор 800 мл 99 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Кнауф и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Противпожарните единици на Охрид и Струга од Дирекцијата за заштита и спасување добија опрема за спасување во случаи на поплави, урнатини и тешки сообраќајни несреќи. Директорот на Дирекцијата на денешното предавање на донацијата истакна дека Охридско-Струшкиот регион е од посебно значење да биде покриен и заштитен од пожари и елементарни непогоди. Според најавата од дирекцијата, до крајот на септември, Охрид треба да добие и специјално возило кое ќе може да делува во стариот дел на градот, но и за во други тешко пристапни области. Територијалните противпожарни единици на Охрид и Струга денеска добија опрема за спасување во случаи на урнатини и тешки сообраќајни несреќи и пумпи и агрегати за спасување во случај на поплави. Со оваа донација Дирекцијата за заштита и спасување има за цел да го зајакне капацитетот на овие градови за полесно справување со елементарни непогоди и други несреќни случаи. Донацијата беше предадена во Охрид од директорот на дирекцијата Беким Максути во присуство на градоначалниците Кирил Пецаков и Рами Смерко. Дирекцијата за заштита и спасување ќе продолжи да помага и да инвестира во различните области кои што ги засегат општините, посебно овој регион е многу битен затоа што веќе спомнав, имаме проект со општина Струга и општина Либраш, значи прекуграничен преку ИПА фондовите и сме на добра кондиција. Се надевам дека на истиот ние ќе имаме и продолжеток, односно фоллоуап кој што ќе го прошириме и со на општина Охрид па се до Свети Наум, за да може и крај брежето на Охридско езеро да биде покриено и заштитено од пожари и од други елементарни непогоди. Јавна благодарност до Дирекцијата за заштита и спасување упати командирот на територијалната противпожарна единица Охрид Борко Јанкуловски, посочувајќи дека секое подобрување на опременоста на единицата значи и поефикасно справување со предизвиците, посебно во летниот период. Знаеме Охрид дека не е ист зимски период и летен период. Летен период имаме зголемена фреквенција на туристи, на возила, чести сообраќајни незгоди. Секако овој тип на опрема дополнително ќе допринесе Охрид да биде обезбедно место за живење, како за самите граѓани, така и за туристите. Се надеваме во иднина, помош од општината, од дирекцијата, се со цел да заличиме малце на Европска пожарна. Командирот посочи дека покрај подобрување на техничката опременост потребно и засилување на човечкиот ресурс на територија која покрива противпожарната единица Охрид, вклучително и територијата на Дебрца, во моментов има потреба од уште најмалку 7 пожарникари, а постојан проблем е и возниот парк. Најстарото возило на единицата е од 1983 година, а најновото противпожарно возило е од 2008. Општина Охрид во изминатиот период започна со вложување во способување на возила кои не функционирале претходно и тоа ќе продолжи во наредната година, истакна градоначалникот Пецаков. Оваа донација секако дека и за Охрид и за Струга е значајна затоа што станува збор за два градови кои што се близи и се случува често за поголеми настани да си помагаме едни на други, така да верувам и убеден сум дека ова ќе ја зголеми ефикасноста на противпожарните, на двете противпожарни единици и сметам дека во иднина треба многу повеќе да вложуваме за да имаме, како што кажав, максимално спремни противпожарни единици кои што ќе можат во истиот момент да реагираат. Првиот човек на Дирекцијата за заштита и спасување и градоначалникот на Охрид Пецаков разговарале и за вложување во набавка на заштитна опрема и облека за гаснење на шумски пожари. Тие најавија дека до крајот на септември Охрид ќе добие и противпожарно возило за тешко пристапни предели како што се стариот дел од градот и Трпејца. Дирекцијата за заштита и спасување е прикрај со набавка на противпожарни возила заедно со теренски пумпи за 14 републички сили за прв одговор на пожари на отворено, за да се подобри подготвеноста за справување со пожарите кои секоја година се во поголем број. А што се однесува до авионите за гаснење на пожари, пред почеток на сезоната во која се очекуваат пожари од 3 ер-трактори кои Македонија ги поседува, завршен е сервисот на само еден и тој е вратен од Шпанија. Директорот на дирекцијата уверува дека ова лето авионите ќе бидат на располагање за интервенција. Можевте да видите пред 2 недели дека се врша
тренинзи баш на Охридско езеро со авионот кој што е вратен, другиот веќе треба да се врати во текот на ова, односно почеток можеби на наредната недела, и третиот се надеваме дека ќе го имаме сигурно до почетокот на сезоната на пожари. Значи можам да ви уверам сите дека ние сме подготвени. Со пилотите е извршена и пробни летови, и тренажа. Се продолжени исти лицензи, зашто спаѓаат во категорија на многу специфични и ризични летала, кои што се под цивилни регулативи, авторитети и од земјата, значи од државата и од ЕАСА, тоа е Европската унија. Ова година ние ќе ги имаме на располагање, но не ги имаме само авионите, имаме и многу повеќе опрема, имаме и многу повеќе доброволни друштва кои што искажале заинтересираност да бидат дел од тимовите на Дирекцијата за заштита и спасување за справување со пожарите, но морам да наведам дека првите одговарачи на пожари на отворено треба секогаш да бидат службите, просторните сили на општините од каде што се случува пожарот. Неочекувано успешен старт на туристичката сезона на брегот на Охридското езеро. Хотелиерите и угостителите задоволни. Сместовачките капацитети во Охрид и Струга бележат целосна исполнетост. Очекувањата на туристичкиот сектор се 2023 година да се достигне и надмине рекордот на туристи од 2019 година. Хотелиерите и угостителите на брегот на Охридското езеро задоволни од стартот на летната сезона. После 2 тешки години на пандемија, рестрикции и ограничувања, се раздвижи туристичкиот пазар. Двата туристички центри на Охридското крајбрежје бележат целосна исполнетост со голем број гости од соседството и странство. Најбројни се холанѓаните, пољаците, турците и србите. До пред месец и пол, значи не знаевме каде ќе оди, но најверојатно од војната се ослободија малце соседите и странските туроператори и резервациите почнаа да идат наеднаш, така да добиваме полн капацитет на резервации. Агенцијата за туризам очекува 400 милиони долари приходи од туризмот оваа година. Не се случајни овие успеси и многу брзо враќање на туризмот на можеби патеки од 2017-2018 година, многу брзо и во 2019 година, па се надевам дека до 2025 година заеднички ќе можеме да зборуваме веќе за 700 милиони долари девизен прилив и околу нешто повеќе над 4 милиона ноќевање во Македонија како туристичка дестинација. Очекувањата на туристичкиот сектор се следната: 2023 година да се достигне и надмине рекордот на туристи од 2019 година, кој изнесуваше околу 1 милион 190 илјади. СВР Охрид ја отпочна кампањата Безбедно лето. Целта е јакнење на комуникација и соработка помеѓу полицијата и угостителските објекти и целосно почитување на законските одредби. Во таа насока представници на полицијата заедно со представници на Државниот пазарен инспекторат и на Министерството за животна средина одржаа работен состанок со угостителите и другите хотелско-туристички работници. Во кампањата Безбедно лето се става акцентот на доследно почитување на законските одредби, поврзани со забрана на присуство на малолетници после 24 часот и точење на алкохол на овие лица, придржување на пропишаните норми за дозволена гласност и елиминирање на зголемена бучавост и гласна музика, целосно придржување до работното време и до другите одредби од Законот за угостителската дејност, како и доследно спроведување на хигиенско-безбедносните протоколи. Полициските службеници посебно ја нагласија потребата од навремено информирање кога има настан поврзан со нарушување на јавниот ред и мир со цел нивно навремено спречување. Во рамките на кампањата Безбедно лето, СВР Охрид ќе реализира и други превентивни мерки и активности поради поголема заштита на граѓаните од кражби по домови, плажи и на други јавни места.
Денеска со стартот на пливачките школи и официјално започна со работа реконструираниот градски базен. Општина Охрид и јавното предпријатие Билјанини извори инвестираа во санација на олимпискиот детскиот базен и уредување на трибините со цел да се подобрат условите во базенот Атина Бојаджи, кој не видел посериозен реконструктивен зафат изминативе 10 години. Визијата на локалната и на раководството на јавното предпријатие е комплетно реконструирање на целиот комплекс. Со започнување со работа на пливачките школи за млади, денеска и официјално беше пуштен во употреба реконструираниот базен Атина Бојаджи. Од санацијата на олимпискиот и детскиот базен, најзадоволни се децата кои во подобри услови ќе учат да пливаат и да ги усовршуваат пливачките техники. Неописливо е чувството повторно да се слушне детскиот джагор на градскиот базен Атина Бојаджи, реновиран после 10 години, кажа градоначалникот Кирил Пецаков, кој посочи дека до овој момент во охридските пливачки школи се пријавиле над 300 деца. Реконструкцијата на базенот е инвестиција на општина Охрид и јавното предпријатие Билјанини извори, а следната година ќе има дополнителни инвестиции во уредувањето на просторот околу базенот. Уредени се и трибините кои беа во распајање. Сето ова се прави првенствено за пливачките школи да може да тренираат, бидејќи пливањето е еден од најдобрите спортови за развој на нашите деца. Охрид порано бил расадник на млади и успешни пливачи, а нашата цел секако дека е тоа да се возобнови. Директорот на јавното предпријатие Билјанини извори, Теодор Андоновски, кажа дека уште од самото доаѓање на раководната функција во јавното предпријатие, заедно со градоначалникот се фокусирале на подобрување на условите на градскиот базен, знаејќи ја моќта на пливањето за здравиот развој на децата, а дополнително и за развојот на туризмот. За нас, квалитетот на водата и безбедноста на нашите корисници во самите базени се главен приоритет. И затоа одлучивме стартот на средувањето на градскиот базен Атина Бојаджи да биде токму од таму. Може би за некој од нас, кога ќе ги гледаме годините на назад и се што се правело или не околу подобрување на условите на базенот, ова е голема работа. Верувајте, за мене и за нашата визија, ова треба да биде само почеток кон комплетно реконструирање на целиот комплекс кој што е околу нас. Охрид за прв пат после 10 години ќе биде домаќин на државното првенство во пливање, на кое покровител е општина Охрид. Првенството на градскиот базен Атина Бојаджи ќе се организира од 15 до 18 јули и на него ќе настапат најдобрите пливачи од Македонија, кои остварените резултати во Охрид во иднина ќе можат да ги користат за добивање стипендии и тајминзи за настапи на европски и светски првенства. Во јули базенот ќе биде домаќин и на меѓународниот митинг во организација на пливачкиот клуб Аква Спирит, на кој ќе настапат пливачи од Србија, Бугарија и Македонија. Продолжуваат консултациите за францускиот предлог за почеток на пристапните преговори на Република Македонија со Европската Унија. Лидерот на Алијанса на албанците Зијадин Села денеска по средбата со премиерот Димитар Ковачевски рече дека тој и неговата партија го поддржуваат францускиот предлог. Вчера премиерот Ковачевски имаше средба и со лидерот на најголемата опозицијска партија Христијан Мицкоски. За ВМРО ДПМН францускиот предлог е неприфатлив. Мицкоски по средбата изјави дека му предложил на Ковачевски две опции: да го одбие предлогот, а ВМРО ДПМН да се откаже од барањето за предвремени парламентарни избори, или доколку Ковачевски верува дека со предлогот е обезбеден идентитетот, тогаш да бидат избришани 4 члена. Францускиот предлог вчера беше разгледан и од страна на Советот за безбедност, кој го свика председателот Стево Пендаровски. Шефот на државата по седницата на пресконференција изјави дека францускиот предлог е прифатлив. Премиерот Ковачевски синоќа во разговори со помалите коалицијски партии Демократски сојуз, ЛДП и Дом дал согласност модифицираниот француски предлог да биде ставен на пленарна седница на собранието, за него да расправат пратениците и да бидат изгласани заклучоци. Консултациите за францускиот предлог почнаа во петокот со коалиционите партнери во владата, од кои дел се изјаснија позитивно, а останатите се очекува да се изјаснат во следниот период. Откако беше објавен документот во четвртокот, премиерот Димитар Ковачевски најави широк консултативен процес со владината коалиција, опозицијата, председателот на државата, како и со граѓанскиот сектор и севкупната јавност во земјата.
Дополнителни антикризни мерки се можни по усвојување на ребалансот на буџетот, порача денес од Тетово министерот за економија Крешник Бектеши по врачувањето на договорите за субвенционирање плати. Бектеши информира дека секојдневно добива писма стопанските комори, потенцирајќи дека министерството е подготвено за состаноци и за детални разговори. Дополнителни антикризни мерки и консултации се можни по усвојување на ребалансот на буџетот, информираше денес министерот за економија Крешник Бектеши. Во моментот кога ќе се усвои ребалансот на буџетот, кога ќе имаме можност да креираме мерки, да ги редизајнираме постоечките мерки, а да имаме секој дека и допълнителни мерки, ние ќе викнеме сите стопански комори, сите засегнати страни, синдикатите и секој дека ќе излеземе со допълнителни мерки. Бектеши кажа дека секојдневно добива писма од различни здруженија и од стопанските комори, потенцирајќи дека институциите се подготвени да се соочат со кризата. Секој ден јас добивам писма од страна на стопанските комори, од различни здруженија. Сите кои се заинтересирани да дават придонес, то може да го направат јавно, а секој дека сме подготвени секојаш да направиме состаноци, да разговариме у детали. Министерот дециден дека институциите се подготвени да се соочат со секаква криза, без разлика дали станува збор за субвенции за храна, за струја или за топлинска енергија. Општинската организација на Црвен крст од Охрид со препораки до граѓаните за тоа како да се однесуваат при високите температури. Од Охридскиот Црвен крст информираат дека топлотните бранови се главната причина за предвремени смртни случаи поврзани со климатските промени, особено во старата популациона група и хронично болните. Препорачуваат за време на топлотните периоди да се одржува свежина, да се избегнат негативните здравствени ефекти на топлината. Од Црвениот крст со апел да се избегнува непотребно излегување надвор во период од 10 до 17 часот. Граѓаните да се заштитат од високите температури со тоа што ќе ги ограничат физичките напори, физичката активност, особено во попладневниот период на денот кога е најтопло. Се препорачува носење на светла и лесна облека, наочари за UV заштита и капа, да се користат креми со заштитен UV фактор и да се следат препораките на здравствените установи, да се избегнува внесување на алкохол и алкохолни пијалоци, како и пијалоци што содржат кофеин и екстремно ладни пијалоци, како и внесување на премногу масна и висококалорична храна и храна која содржи шејкери. Вчера во период од 18 до 24 часот на подрачјето на СВР Охрид извршени се засилени сообраќајни контроли кон возачи на моторцикли. При тоа, полициските службеници регистрирале 45 прекршоци, од кои 17 во Охрид, а 15 во Струга. Најчест прекршок и понатаму е неносење заштитна кацига во текот со управувањето со мотоцикл. Од СВР Охрид апелираат до возачите на мопеди и моторцикли на доследно носење на севкупна заштитна опрема за време на управувањето со мотор и мопед со цел зголемување на личната безбедност во сообраќајот. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Тројца луѓе загинаа, неколку се ранети во пукање кое синоќа се случило во трговски центар во Копенхаген, соопшти представник на данската полиција. Според информациите, уапсен е 22 годишен данец кој бил фатен по голема полициска потрага во Сјеланд регионот. Од полицијата открија дека убиецот бил маж на возраст од 40 години и двајца млади маж и жена. Од полицијата исто така изјавија дека се ранети уште неколку лица, меѓу нив 3 лица се во критична состојба. Доцна синоќа се обрати и премиерката на Данска Мете Фредриксен, која ги повика данците да застанат заедно и да се поддржат во ова тешко време. Нема индикации дека пукањето во трговскиот центар е терористички чин, изјави шефот на полицијата. Тој додаде дека осомничениот кој се уште не е идентификуван има историја на психички проблеми. 6 загинати планинари и епилогот од како големо парче глечер се откачи од врвот Мармоладо во источните Доломити, објавија локалните медиуми. Алпскиот национален спасувачки корпус на Твитер објави дека најмалку 5 хеликоптери и кучиња спасувачи се вклучени во потрага по повредените планинари, пренесува Associated Press. Диспечерите за итни случаи во североисточна Италија објавија дека 15 планинари се во погодената област. Мармолада е 3300 метри над
надморска височина, највисокиот врв во источните Доломити. Одвојувањето на глечерот се случило на патека која ја користеле планинарите за да се искачат до врвот на планината. Големи области на најголемиот град во Австралија, Сиднеј, се под вода поради обилните врнежи кои предизвикаа сериозни поплави во ниските области, при што на нивото на водата достигна 1,5 метар во некои предградија. Медиумите јавуваат дека од почетокот на месецот во областа Сиднеј наврнале 4 пати повеќе дожд, отколку што вообичаено паѓа во текот на цел јули. Австралиската метеослужба предупреди дека нивото на водата во регионот би можело да се зголеми барем толку високо, како што беше во март, кога големи делови во истите области на градот доживеа сериозни поплави. Официјални лица од округот Сафолк, Њујорк, ја затворија плажата во Лонг Ајленд за пливање покако што велат напад на ајкула без преседан, во кој бил повреден спасител. Спасителот симулирал давеник за време на вежбање кога ајкулата го гризнала за градите и раката. Повредите се санирани, а спасувачот е во многу добра состојба. Плажата била затворена во текот на вчерашниот ден, но се очекува повторно денес да ја отворена, а властите ќе надгледуваат водата од ајкули. Надзорник на спасувачите изјави дека забележаните ајкули биле ретки во минатото, но минатото лето хранењето на ајкулите било алармантно блиску до капачите, што предизвикало привремено затворање на базените долж океанскиот брег на Лонг Ајленд. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Имајте убав ден. Довидување.